Професоре, каде оди Македонија? Тешко може да се каже каде оди Македонија, бидејќи непрекидно се ветуваат одредени датуми за примање во НАТО, за примање во Европската унија, Мислите дека датуми за ова или датуми за она, но од сето тоа ништо, барем до сега, не е формализирано. Мислите дека тие датуми всушност се есенцијата на нашето живење? Ние така се сведуваме на војници кои само ги бројат датумите или датите кога ќе се излезат од војска или од армијата или поранешна јена. Тоа не става во една многу пасивна позиција, ние постојано нешто да чекаме како датум, кој Ние никако да стигне. непрекидно нешто очекуваме, тоа подсетува помалку на она позната драма Чекајќи го Годо. При тоа, дори веќе и не знаеме кој е Годо, односно А знаеме ли кој е барем, Европската унија. а знаеме ли барем што чекаме? Па Ако наводно, не знаеме, ако не знаеме чекаме, кого чекаме, дали знаеме што чекаме? Па наводно чекаме да влеземе во Европската унија и НАТО кои наводно ќе ни го подобрат животот, вработеност и така натаму, макар што од друга страна самото искуство или емпиријата или статистиката покажува дека сите земји кои биле на истиот или сличен економски развиток како што е Република Македонија, тоа се Бугарија, да речеме, Романија и така натаму, наместо да останат младите луѓе во нивните земји, напротив ги напуштаат. Разорени се. Па поминете во Бугарија, да Да. речеме, од Софија Крива према Паланка према Софија доволно е да се од види Софија како до е. Варна е уште полошо. Имате села и села кои се напуштени. Напуштени. Поминуте по магистралата, како ја нарекот они, дали магистрала, гледате напуштени куќи, напуштени села. Во најголем дел од нив Грешката е- роми се вселуваат. Бугарите проценува дека ромите за 25 до 30 години ќе бидат мнозински народ или мнозинско население во Република Бугарија, дека Бугарија ќе биде прва држава кај што домицилниот народ нема да биде мнозински по 30 години. Тоа се нивни статистички некои демографски Добро, истражувања. може би, мислам тоа не сум го испитувал, но ние сме првата земја каде што малцинството станува доминантно во политичка смисла, мислам на албанските партии и нивните аспирации, така што може би Бугарија ќе го изгледа на друг начин оној пат кој ние веќе го изодевме, бидејќи кај нас не владее мнозинството, кој владее малцинството.